Денеска проповедта ќе не биде од посланието на апостол Јаков. Има два текста кои што сакам да ги искористам. Едниот се наоѓа во Јаков 1 глава, а другиот во 4 глава. Јаков користи една фраза која што е интересна и за која што сакам да зборувам денеска. Во Јаков 1 глава, 8 стих, вели вака: човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан. Но, всушност, во оригиналот стои вака: човекот со разделена душа е непостојан на сите своји патишта. И исто така, во Јаков 4 глава, 8 стих, во сличен дух Јаков вели вака: очистете ги срцата, луѓе со разделена душа. Еве, ова е фразата што Јаков ја користи на двете места. Луѓе со разделена душа или луѓе со разделено срце, со поделено срце. Како го разбирате овој термин кога го слушате? Луѓе кои што се со поделено срце, со поделена душа. Она кое што Јаков сака да го каже и кое што бев мотивиран за кое што размислував оваа недела и бев потикнат да го зборам денеска, е дека постојат луѓе чии што срце се уште не е целосно предадено на едно нешто, или во овој случај срце кое што не е целосно предадено на Исус. Тоа го љуби Исус, ама истовремено љуби и нешто друго. И тоа се луѓе со поделено срце или поделена душа. И Јаков овде јасно ни кажува дека луѓето кои што се со поделена душа се непостојани на своите патишта. Затоа тој порачува во 4 глава вели: очистите ги срцата, луѓе што со разделена душа. Во Библијата можеме да најдеме безброј примери на луѓе со разделена душа, луѓе со разделено срце. Го имаме, например, Лот и неговото семејство, кој што го љубеше Бога, ама истовремено го љубеше и светот. И тој сакаше да живее во светот, да живее со луѓето кои што вршат неморални нешта, ама и да се декларира како христијани. И затоа имаме ситуација каде што Лот едва и со мака ангелите го извлекоа, го извадува од градот каде што имаше неморал. Таков неморал за кој што читаме дека дури мажи со мажи спија, орги имаше, луѓе имаа сексуални односи со животни, такви невидени неморални нешта. И Бог се толку згрозуваше од овие нешта што, замислете, реши да го уништи целиот град, дури два града, Содом и Гомор, со сулфурен оган, дожд од сулфур. И реши да го извлече Лот од тој дом, тоест од тој град, но неговата сопруга, незиното срце се уште беше врзано таму, иако Бог рече: бегајте, не вртете се назад, ако се гледате таа се сврте, веќе не можеше да издржи погледот да не го сврти назад кон градот во кој што живее, и веројатно срцето и беше таму. И таа во истиот момент се камени стана столб од сол. Имаме еден друг случај на луѓе со поделено срце или поделена душа, кога народот воден од заменикот или наследникот на Мојсей, Джошуа, Исус Нави, 2 милионски народ израелци, Јошуа ги водеше низ пустињата и требаше да ги воведе во ветената земја. Но тие се уште не беа сигурни каде им е нивното срце. И затоа читаме во 24 глава од книгата Исус Навин, слушнете што вели тој. Вели: одлучете денеска кому ќе му служите. Или служите на боговите на кои што служеа вашите татковци, или ако Господ е Бог, служете му нему. Но престанете на двете места да ги вртете своите глави или срца. Одлучете. Овде многу јасно гледаме дека и овој народ се уште беше со поделено срце. Се уште не беа донеле цврста одлука на кому ќе му служат. Замислете, го имате Бог, кој што ве изведе од египетското робство со 10 невидени чуда.
Бог направи во Египет жаби да паѓаат од небото. Бог направи такви чуда, огин имаше, гледаме дека скакалци на секаде пушти, Нил целиот се претвори во крв. Последната вечер дури првородените на сите египтјани починаа затоа што фараонот не сакаше да ги пушти. И дури кога излегува од Египет, Бог специјално за нив го отвори Црвеното море. Никој од нас не доживеал такви чуда. И после сето тоа, овој народ се уште беше неодлучен дали да го следи Господа. И затоа Јошуа рече: одлучете кому ќе му служите. Ние имаме ситуација со пророкот Илија, кој што исто така беше повикан од Бог, за да може да го ослободи народот од Вааловите свештеници кои што учеа народ да се клања на Ваал и на други богови. И тогаш Илија, сваќајќи дека овој народ е на некаков начин затрован со една друга доктрина, со верување во некои други божества и типови, тој застана пред народот и повторно ја упати истата порака. Погледнете, години подоцна после Јешуа, овој народ се уште беше не беше расчистил на кому ќе му служи. И Илија го поставува прашање, вели: до кога ќе кривите на двете нози? До кога ќе кривите на двете страни? Ако Ваал е пророк, вели служите му, Бог служите му него. Ако Бог и Господ е Бог, Јахве е Бог, служите му него. До кога ќе кривите на две страни? Гледате повторно истата слика. Истиот проблем. Што беше проблемот кај овој народ? Разделена душа. Разделено срце. Тие упорно сакаа и на едната и на другата страна. Па дури Исус предупредуваше за една ваква човечка наклоност. И на едно место читаме во Матеј 6 глава, самиот Исус рече: никој не може да служи на два господара. Исус беше свесен дека човечкото срце знае многу пати да биде поделено. Ние сакаме да служиме на два господара, нели? Ние сакаме и Исус да го викаме Господ: Господе, ти си мој Господ. Ама сакаме истовремено и на овој свет да му служиме. Сакаме да угодуваме на нешто што овој свет ни ги нуди. И затоа Исус рече: или едниот Господот ќе го засака, или другиот ќе го намрзи. Во Лука 9 глава Исус по сличен начин повторно го дава истиот предизвик или ни упатува предупредување, вели: никој кој што ја ставил својата рака на ралото, а погледнува на назад, не е достоен за Божјото царство. Што сакаше Исус да каже со ова? Исус сигурно овде не поучуваше за тоа како да ораме. Значи, кога го читам ова, ние ќе си речеме: Господе, јас немам потреба од вакви лекции, јас немам ниту нива, ниту орам, зошто ова нешто? Но поентата на Исус е токму тоа поделено срце. Оно што Исус сакаше да го каже: ако си тргнал напред, не свртувај се на назад. Престани да гледаш на назад ако се одлучил да одиш по мојот пат. Престани да се вртиш на назад. И ќе погледнеме низ проповедта што значат некои од овие пораки или предупредувања на Исус. Досега увидовме дека фразата на Јаков "луѓе со поделена душа" или со поделено срце означува луѓе кои што се уште се неодлучни за тоа во колкава мера и дали да го следат Исус. Луѓе кои што можеби се уште нивното срце и душа и таму и таму. И Јаков кога зборува за едно вакво поделено срце, зборува сушност на две основи. Во Јаков 1 глава, од 5 до 8 стих, тој зборува за поделеност по прашање на верата во Бог. Слушайте што вели овде. Јаков 1 глава, од 5 до 8. Вели: ако некој од вас му недостига мудрост, нека ја бара од Бог, кој на сите им дава изобилно и без приговарање, и ќе му даде. Но да моли со вера и никако да не се сомнева, зашто оној кој што се сомнева прилега на морски бран, кога ветрот го издига и растура. Таквиот човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа, бидејќи човек кој што е со поделено срце, тој не постоја на сите своји патишта.
гледаме дека овде Јаков зборува за човек кој што неговата вера се уште не ја положил целосно во Господ. Вели нека бара, ама нека бара со вера. Зашто ако се сомнева, ако не е сигурен дали неговиот Господ е мокен, ако се сомнева и ако уште не е сигурен дали да му верува целосно на Бог, вели тоа е со поделено срце. Човек кој што целата своја вера не ја положил, доверба во Бог, тој има поделено срце. И овде Јаков зборува во првата фаза, зборува за поделено срце по однос на нашата вера во Бог. Но читаме и во Јаков 4 глава, исто за една поделеност на срцето, од 4 до 8 стих. Од вели прелюбодејци и прелюбодејки. Не знаете ли дека пријателството со овој свет е непријателство на Бог? Зашто кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога? Или пак мислите дека во писмото напразно пишува: со ревност го љуби тој духот кој што се вселил во вас. Но тој дава поголема благодат и затоа е речено: Бог се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Па затоа покорете му се на Бога, ако противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Изчистете ги рацете грешници и поправете ги срцата своји непостојени. Еве, овде ни се зборува за тој однос. Во првиот контекст беше поделеност во однос на нашата вера, но овде е поделеност во однос на нашиот живот. Гледаме дека овде Јаков зборува дека треба да се одлучиме помеѓу Бог и светот. И затоа Јаков вели: изчистете ги срцата, или одлучете се вие со непостојани, со поделени срца. Затоа да се запрашаме што е она што предизвикува таква поделеност кај верниците. Што е она што кај еден верник, некој кој што е Христов следбеник, предизвикува кај него се уште тој да не донел одлука целосно да го следи Христос, се уште да не е расчистил со некој работа. Една од причините зашто бев потикнат на оваа проповед е затоа што, знаете, сега скоро сите имаме Facebook, понекогаш забележувам дека верници кои што со години се христијани, со години одат на црква, се уште не расчистиле со некои работи кои што на Бог не му се угодни. Се уште промовират нешта кои што Бог ги мрази, за кои што Светото Писмо јасно зборува против нив. И се прашувам, што е причината? Па еве денес ќе зборуваме за неколку тие причини, за 3 или 4 причини. Првата причина зашто многу христијани не расчистиле и се уште имат поделено срце е затоа што сакат да им угодуваат и на Бог и на луѓето. И ние се бориме со тоа. И верувам дека и тука тие што сме присутни сме искусиле една таква борба или предизвик. Јас сум свесен дека не е лесно, живееме сепак со луѓе, не е лесно да ги разочараме луѓето во некои сфери, заради тоа што ќе одлучиме да донесеме одлука да му бидеме верни на Христос. И секогаш ќе има ситуации кога заради тоа нешто некои луѓе ќе ни свртат грб, или ќе се разочарат, или ќе ни префрлаат, или ќе не сметат за чудаци, за сектажи, за што и да е. Но знаете, во една прилика самиот апостол Павле во Галатјаните вели: ако јас сакав да угодувам на луѓето, немаше да бидам Христов слуга. Многу јасно кажам. Знаете, ние кога сме одлучиле да го следиме Христос, луѓето ќе доаѓаат кај нас со различни очекувања и барања. Јас знам за една ситуација, за една жена која што стана христијанка, се крсти, поверува во Исус Христос, почна редовно да оди на црква. И оваа жена во нејзиниот поранешен живот таа се занимаваше со бајање и со гатање. Библијата јасно кажува дека тоа нешто, таа практика не е од Бога. Ако читате во последните текстови од Библијата, во Откровението пишува дека бајачите и гадачите нема да го наследат Царството небеско. Читаме исто така во Стариот Завет, пишува дека луѓе кои што се занимаваат со батање, гатање, бајање, не знам, со астрологија, гледање на звезди и сето тоа, пишува дека тие луѓе не му се угодни на Бога. И затоа Бог до израелскиот народ велеше: отфрлете го сето тоа. И сега,
Оваа жена, кога се крсти, таа свати дека треба да расчисти со тоа нешто, веќе тоа Бог го мрази. Но после известно време јас разбрав дека таа жена се уште се занимава со тоа нешто. Се уште бае, се уште гата, ми кажа дека луѓе одат кај неа. И јас седнам да разговарам со таа жена и знаете што беше нејзиниот одговор? Абе, пасторе, што да ти кажам, луѓето доаѓаат кај мене ми е жал да ги одбијам. Некам да ги одбијам, да не ги враќам. Еве, како да ги вратам назад? Овие луѓе доаѓаат за помош и јас не сакам да се замарам со луѓето, па заради тоа нешто, нели, на некој да ја учинам, нели, добро, продолжувам да го правам тоа нешто. И гледате, имаме ситуации на луѓе кои што заради тоа што не сакат да се замарат со другите или затоа што сакат да остават добар впечаток, за да ја угодат на луѓето, тие понатаму го вршат она што не е угодно на Бог. И веројатно и ти ќе се соочиш со една таква ситуација. Во Библијата имаме такви ситуации. И дури луѓе кои што се биле посериозни Божји слуги. Арон, например, братот на Мојсей. Замислете дека Мојсей беше на планината, Арон беше долу заедно со народ. Мојсей беше горе за да ги земе 10 Божји заповеди, двете плочи, но се задржа многу долу. И луѓето почнаа да негодуваат. Што се случи со Мојсей? Можеби веќе е умрен, ние тука е седиме. Ајде да си направиме ние наш Бог, па на тој наш Бог да му се кланиме, што ќе чекаме Мојсей да ни донесе од Бог заповеди. Народот дека чекаше, тие се сетија на нивниот на боговите во кои што беа во Египет. И еден од тие богови беше златното теле. И тие му рекоа на Арон, направи ни златно теле и на него да се кланиме. И Арон ги послуша. Арон им направи златно теле. Јас секогаш кога го читам тоа се прашувам, добро бе, Арон, кај ти беше паметот? Добро бе, Арон, не ли избра на Господ да му служиш? И не знам, навистина не знам како Арон со сетиот свој интегритет тој одлучи да го послуша народ. Но веројатно предпоставам, замислете, 2 милионски народ се свртуват против тебе и вели, ние тоа го сакаме, тоа има да ни го направиш. И веројатно Арон во неговата позиција се обиде да му угоди на народ. Си велеше, ајде па ако го направам тоа, може би ќе ја придобијам нивната симпатија. Не знам, само си предпоставам народ, го послуша народ наспроти тоа што беше погрешно. Читам исто така за Саул. Пророкот Самуил јасно му кажа, чекај на мене додека јас не дојдам, не принесувај жртва. Но што се случи со царот Саул? Првиот цар што беше избран помеѓу израелскиот народ. Народот почна да се разидува затоа што беа нетрпеливи и Саул реши да принесе жртва без да дојде Самуил. И кога Самуил дојде рече, зошто не ме почека? И тој рече, па за да му угодам на народот. Сакав народ да го придобијам, почна да се разидува, па ајде, јас решив да принесам жртва. Гледате, има многу случаи кога ние се обидуваме да му угодиме на народот. Затоа што сакаме ем да сме угодни на Бог, ем на народот. И тука нашето срце станува поделено. Ајде да го задржиме ставот кој што Павле го имаше. Сеќавате минатиот пат јас реков зборов за тоа дека Павле е одличен пример кога зборува за себе си како треба да изгледа еден христијанин. Затоа тој рече, следете го мојот пример како што јас го следам Христос. Еве што Павле рече. Ако јас би сакал да им угодувам или ако се трудев да им угодувам на луѓето, немаше да бидам Христов слуга. Павле многу јасно сака да каже, тргнете ли да угодувате на луѓето, на крајот ќе престанете да му служите на Христос, ако одите по паметот на луѓето. Втората причина зошто некои христијани се со поделено срце или душа е затоа што живеат и во минатото и во сегашност. Тие сега се Христови следбеници, но тие истовремено не можат да се ослободат од минатото. Тие правеле некакви практики во минатото и се уште не можат да расчистат со нив, се уште ги држат. Но сетете се што кажа Исус, она што го цитира во Лука 9 глава. Никој што ја ставил својата рака на радото, а се сврти во назад, не може вели да биде достоен за Царството Божие. Жената на Лот, кој што излегуваше од неморалниот град, но се сврти на назад, таа остана столб од сол. И имаме ние луѓе исто така христијани кои што го посветиле животот на Христос, но не расчистиле со минатото. Може би
тоа се семејства или можеби тоа е христијанин кој што во минатото имал слава на некој си светец. И тој ќе каже, дедо ми држеше слава на, не знам, на Свети Илија, татко ми и мајка ми ја држеа славата и сега јас да ја оставам ли таа слава. И тој не може да раштиси с тоа нешто. Тој е Христос следбеник, ама се уште си држи слава на Света Петка или на било кој и си има дома икона, се молат на неа, стават свеќа, затоа што тие не може да раштиси со тоа нешто. Тие интересно е што можеби со сите добри намери тие не сваќаат дека со тоа нешто тие не добиваат ништо. Можеби повторно овде е поврзана идејата да угодиме на луѓето, што ќе речат луѓето. Но сепак како и да е, тие не можат да раштицат со минатото. Можеби во минатото имале некаква навика, можеби тој човек пушал со години или се занимавал со нешто друго што е погрешно и тој не може да се ослободи од таа пракса во минатото. Знам за луѓе кои што со години цуреле или колнеле, имат навика да го прават тоа нешто. И кога ќе станат христијани, кои ќе го прашаат, добро, не е уред што така пцуиш или колнеш, а века тоа ми е од минатото, уште навика од минатото, и уште го прават тоа нешто. Не може да се ослободат на таква навика. Знаете, во римската митологија постои еден бог по име Јанус. И верувањето за овој бог или учењето во римската митологија дека Јанус е бог на почетоците и завршетоците. Значи тој е тука за да нешто заврши и да почне нешто ново. Затоа и името на овој бог е земено како име на првиот месец од календарската година. Како го нарекуваме првиот месец? Јануар. Тој доаѓа од Јанус. Бидејќи Јануар е месец кој што ни кажува дека завршила една година и започнува нова година. И тој е овде да ги сврзи овие две нешта, завршетокот и почетокот. Но оно што било карактеристично за Јанус, Јанус ќе видите во митологијата е секогаш представен како бог со две лица. Да, тој има две лица. Едното лице гледа во минатото, другото лице гледа во иднината. И Јанус како бог бил представен како некој кој што бил разделен помеѓу едното и другото. Во него имало секојаш конфликт, борба на тоа да се држи она што е во минатото или да се држи до она што е нешто ново, нов почеток. И во ова смисла Јанус станал символ токму на разделена душа или разделено срце. Замислете да сте разделени постојано помеѓу две нешта. Ем сакате да гледате на оно што е минато, сте го оставили позади вас, а муште ви е тешко да расчистите. Ем сакате да се држите до оно што е Христово, нешто што е ново. И тоа е борбата на многу христијани. Тие не можат да раштицат со ова нешто. Затоа реков, мене ми е жалко да гледам христијани кои што се 10 години, 20 години христијани, но се уште ќе видите тие на Фейсбук ќе објават нека ни е вечна славата на Света Петка или читав скоро некој христијанин објавил нека не заштитува Света Петка во нашите домови или Света Петка моли се на Бог за нашите души. Знаете, колку и да се ова добри намери, ние би требало до сега да разбереме дека ова нешто е небиблиски и неисправно. Света Петка не може да се моли на Бог. Таа е мртва и да не слуша. Кога ние велиме Света Петка моли се на Бог, ние неа ја правиме посредник, а Библијата кажува дека еден е посредникот помеѓу луѓето и Бог. Кој е посредникот? Исус Христос. Кога ние се молиме на Света Петка, ние на неа и придаваме божествени атрибути. Знаете ли зошто? Бидејќи со тоа нешто ние веруваме дека Света Петка е секаде присутна и ги слуша сите молитви. Замислете колку луѓе во еден ден се молат на Света Петка. Во истиот ден може на Света Петка да се молат и ладните души. Може да се моли една жена во Неготино, некоја си стојна, може да се моли некоја жена во Скопје, може да се моли некој дури во Америка. И дали може Света Петка сите да ги слуша? Може ли таа да одговори на сите молитви? Ако ние веруваме дека може, ние ја направивме Света Петка семокне. Со тоа што сме ја направиле семокне, дека таа се слуша, се гледа и на се може да одговори, ние сме ја направиле Бог. Во тој случај испаѓа дека ние немаме потреба од Бог, бидејќи ние си имаме друг Бог, Света Петка. Но само еден е Бог, само еден е семокен и се присутен.
Никаде Библијата не учи дека светците има таква мог да слушаат се и да гледаат се. Па дури откако светците ќе умрат или ќе заменат од овој свет. Ако читам апостол Павле вели, јас сум разделен помеѓу две нешта, вели, сакам да умрам и да бидам при Господа, или да останам заедно со вас. Но вели, повеќе сакам да останам со вас, затоа што знам дека ако заминам од овој свет, веќе нема да можам да ви бидам од корис. Гледате, Павле сватил една вистина, дека штом ќе замина до овој свет, тој веќе не може со нас да комуницира. Не може да ги слуша нашите молитви. Не може да ни помага. Седо дека е тука, тој може да ни биде на благослов. Затоа, живеејќи во едно такво минато, многу христијани за жал навлегуваат во една погрешна наука, во една ерес. И се уште не може да раштита со минатото. Тоа е жално, ако си христијани со години, се уште не можеш да раштитиш кого славиш ти, кој е твојот Бог, кој е твојот заштитник. Се уште не можеш да растиш со славите од минатото. Може би со некакви практики од минатото, може би се уште практикуваш нешто. Знам луѓе кои што се уште, кој ќе дојде, не знам, за душница, тие се христијани 20 години, се уште раздаваат храна за мртвите. Се уште носат, а бе вика, шо да правам, еве, заради роднините или, еве, така ми останало од минатото. Се уште не расчистим. Но ние со тоа што ќе расчистиме со овие нешта, ние сведочиме пред луѓето со нашиот живот и практики, што веруваме и во кого веруваме. Затоа е важно да расчистиме со минатото. И постои уште една трета причина зошто има христијани со разделена душа. Третата причина е може би повеќе, да кажеме, користолюбива. Многу христијани сакаат да имат бенефиции од едното и од другото. Што би рекли ние, сакаме да седиме на две столчини. Многу христијани не сакаат да се откажат од некои практики или навики, нешто што не му се уди на Бога, и остануваат со разделено срце, затоа што си велат, ке уживам во благословите и придобивките од светот, ке уживам во мојата врска со Христос. Но слушнете што вели Јаков по ова прашање. Вели, не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство против Бога? Јаков јасно ни кажува дека не може и двете. Јаков вели, ти сакаш да бидеш пријател и со светот и со Бог, па да влечеш од двете страни придобивки. Јаков вели, не може така. Затоа што ако си му пријател на светот, автоматски стануваш непријател на Бога. Бог нема да ти дозволи и од двете страни ти да имаш придобивки. Бог вели, сакаш да бидеш пријател со светот? Оди тогаш, биди пријател со светот, но не ги мари моите благослови. Не можеш од двете страни да влечеш благослов. Повторно ќе спомнам сведоштво, без да спомнам имиња, за еден верник кој што дошол кај пасторот во Македонија да моли пасторот да го благослови, затоа што некако во животот не му оде. Вели, пасторе, се нешто ми се случува лошо, се нешто ми се случува што не треба, некако не ми оди баш. Моли се за мене Господ да го даде неговиот благослов за мене. Вели, интересно е, истиот тој верник пред само недела време ми раскажуваше како правил некои уидурми, за да може да има повеќе придобивки. Вели, тој во својот бизнис што си го прави, патува често, па решавал, наместо да плаќа патарина, да фалсификува некои документи, да прикажува дека е нешто што не е. И вели, пасторот, јас му кажувам, бе, тоа не е христијански, тој вели, абе, добро пастора, ја на тој начин заштедувам пари. Исто така се служил со мито, на многу места подкупувал луѓе, за да може да влезе некаде, да направи нешто, да заврши некоја работа, да се мушне некаде. И вели, јас така си правам цело време. И пасторот му кажувал дека тие работи не се во ред, дека треба да ги напушти, тие навики, тие практики, но тој бил упорен дека тие нешто му носат придобивки и дека нема ништо штета од тоа нешто. Вели, еве, така јас функционирам и тоа ми носи корис. И пасторот кажува, вели, истовремено следната недела доаѓа, вели, Господе, може ли да ме благословиш за животот да ми оди на напред? Сега запрашајте се, можат ли овие две нешта да одат заедно? Од една страна овој човек живее со практики кои што се светски, со манипулирање, со мито, со корупција, со подкуп, со криминал. Од друга страна тој сака пасторот да се моли Господ да го благослови неговиот живот, затоа што некако не му оди на напред.
Токму ова е тој обид на некои христијани да имат придобивка и од светот, и од Христос, и од Бог. И тие сакат да седат на две столици, сакат да имат бенефиции од едното и од другото. И затоа за овие луѓе Јаков вели дека се со разделено срце, со разделена душа. И Јаков вели, не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство против Бога? Кога ние сакаме да живееме како овој свет, на таков начин, ние стануваме непријатели на Бога. Затоа Исус во Матеј 6 глава вели, никој не може да служи на два господара. Не можеш од двете страни да влечеш бенефиции. Повторно ќе спомнам пример за една жена, чијшто име може би ќе биде спомнато, ама ќе го сврзете со музичка група. Се чули ли за Хари Матахари? Група, да. Но Хари Матахари, ово име го земале од една жена која што била всушност агент. Незиното вистинско име е Маргарета Гертруида Зеле. Таа живеела помеѓу 1876 и 1917. И е позната под незиното име Хари Матахари или Матахари. Таа била холандјанка, која што живеела и работела во Франција како еротска танчерка. И за време на Првата светска војна таа патувала низ многу земји, настапувајќи со такви еротски танцови. Патувала во Шпанија, Франција, Англија, Германија, Холандија. Во една прилика таа признала дека работи како шпион за Франција, извлекувајќи информација од тогашната окупаторска Германија. Но покасно се открива дека всушност оваа жена била двоен агент или двоен шпион. Таа истовремено извлекувала информација од Франција, па ги продавала на Германија. Така да таа работела за двете страни и сакала да има придобивка и од едната и од другата страна. Таа добивала пари за незините тајни што ги откривала од Франција, но потоа одела во Германија па добивала пари од Германија затоа што откривала тајни на Франција. И гледате, сакала таа да влече придобивка и од едната и од другата страна, станувајќи двоен шпион, двоен агент. Дури има филм за ова жена, Матахари, но на крајот таа откриена дека станала двоен агент, фатена е на дело и осудена е на смрт на 41 година. Така да извршена е смртна пресуда во неја. Гледате, оваа жена станува синоним на луѓе кои што сакаат да имат придобивка и од едната и од другата страна. И Бог вели не може така. Не можеш да служиш на два господара, не можеш да бидеш пријател и со светот и со Бог. Треба да одлучиме. Има еден интересен пример за некој учител во неделно училиште кој што ги поучувал децата за Библијата. И тој им е раскажал приказната за богаташот и Лазар. Некој од вас ја знаете параболата за богаташот и Лазар, дека богаташот уживал во своето богатство, ама живеел себично, и затоа што живеел себично и безбожно, кога умрел, тој завршил во пеколот. Исус ја раскажува таа парабола, но пак случката со Лазар е сосема поинако. Судбината на Лазар е дека Лазар живеел сиромашно во своите рани, тој лежал пред портите на богаташот и не добивал ни корка леп, ама затоа пак што бил со чисто срце, кога умрел тој завршил во рајот. И сега учителот на неделно училиште, тој сакајќи да ги мотивира децата да изберат правилен пат, ги запрашал како кој би избрале од вие да бидете? Сакате ли да бидете како богаташот или да бидете како Лазар? Едно дете кренало рака и рекло: учителе, јас сакам да бидам како богаташот додека сум на земјата, ама сакам да бидам како Лазар откако ќе умрам. Тоа сакало да живее безбожно, да живее неморално, да живее себично, ама откако ќе умре, сака да е како Лазар да си биде на небото. И често пати ние сме како детенци. Ние сакаме да ги извлечеме привилегиите што е можно од овој свет, ама да ги извлечеме после тоа и привилегиите од Бог, да си бидеме на небото. И Бог вели не може така. Одлучи со кого ќе бидеш. Одлучи на кого ќе му служиш.
Ако ние сме го посветиле и сме го дале нашето срце на Христос, на земјата, тогаш со него ќе бидеме и на небото. Но ако ние нашето срце сме го дале на овој свет, не очекувайте кога ќе заминете од тука дека ќе видите на небото. Затоа луѓето кои што се со поделено срце, Јаков јасно кажува, тие се неодлучни на сите своји патишта и тие не можат да бидат благословени. Затоа е важно да не дозволиме нашето срце да биде поделено. Ако во твоето срце можеби се уште има работи со кои што не си расчистил, одлучи на кого ќе му служиш. Одлучи на кого ќе служиш со твоето време, со твоите финансии, со твоето семејство, со твојот дом. Одлучи на кого ќе припаѓа твоето срце и твојот живот. И престани да негуваш работи кои што се од минатото. Рашти се со оние нешто кои што се открил дека се погрешни. Јас, мојата мајка ме научи да се занимавам со бајање, со гатање и мислев дека тоа е добро. Но кога станав христијанин, раши си целосно со тоа нешто. Ги отворили сите тие работи. Имав амајли, отврлив се. Имав на зидот потковица, мислејќи ќе ми носи среќа, сватив дека тоа е амајлија, дека тоа е идолопоклонство, ја откачив и ја фрлив. Рачи си целосно со минатото. Дури и со работи кои што можеби навидом изгледаат добри, ама за мене представуваа зависност или го држа моето срце врзано за тоа нешто, и јас раштив со тие нешто. Затоа одлучив се што моето срце го разделува и го врзува и не ми дозволува да му служам на Христос, реши да се ослободам од сето тоа. Денеска може би е време и на тебе да одлучиш опрашање на тие работи и да одлучиш на кому ќе му служиш. Ако има нешто што те врзува, што не ти дава целосно да се предадеш, да се посветиш на Христос, тогаш повикот или пораката денеска е за тебе. Господ нека ти помогне да расчистиш и да не бидеш човек со поделено срце. Амин.